Задолжени за спортската понуда во градот во викендот пред нас, 3 и 4 ноември, овој пат се кривополанечките фудбалери и кошаркари. Во продолжение на надпреварите од меѓуопштинската фудбалска лига, викендов на програмата е третото коло. Во саботните дуели најпрвин во 11 часот ќе се сретнат Паланчани и Кратовчани, Руен и Силтекс. Следниот меч е второ градско соочување на фудбалерите. Силите ќе ги одмерат Осогово и Премиер. Овој дуел започнува во 13 часот, а сите вие одвојте малку време од секојдневните обврски и бидете на градскиот стадион во сабота во периодот од 11 до 15 часот, разигрувајќи го секојдневието со малку спорт, давајќи им поддршка на спортистите, се разбира. А доколку сте жедни за уште спортски перформанси, тогаш спортската сала на Основното општинско училиште Илинден ќе биде ваша следна дестинација викендов. Честа да ги отворат кошаркарските надпревари од петото коло во младинските лиги, ќе имаат пионирките на кошаркарскиот клуб Крива Паланка, кои се домаќини на дуелот со Битолски Пелистер. Надпреварот е закажан за 11 часот и 30 минути во сабота. Останатите представници од кошаркарскиот табор, играчите родени 99-та и 2001, ќе гостуваат кај своите врсници од Скопје, Водњански Лисици и Карпош Соколи. Следниот ден, 4 ноември, сениорите од клубот ќе се обидат да врзат втора победа во низа на домашен терен по победата на Те Баскет во премиерниот надпревар дома во првото коло од новата кошаркарска сезона. Надпреварот од третото коло од третата кошаркарска лига против екипата на Феникс од Скопје ќе се одигра во недела со почеток во 15 часот. Бодрењето од трибините секогаш влева дополнителен жар за борба на паркетот, а кривополанечката публика докажа дека со своето присуство на спортските трибини е играч плюс на теренот. Токму затоа, распоредете ги силите и енергијата викендов. Бодрете ги спортистите од градот, кои на крилјата на вашата поддршка секогаш се вивнуваат кон нови победи.